Половина Македонија околу 10 часа беше целосно одсечена поради тоа што голема поплава ја уништи девијацијата, односно привремената делница Прилеп градско долга неколку стотини метри, изградена во делот Фаришката клисура. Оваа девијација беше изградена поради тоа што токму тука се гради тунелот од новиот експресен пат. Силното невреме и големите количини на вода од блиската река комплетно го одсекоа и уништија патот. На овој дел од експресниот пат Дреново-Фариш работи кинеската компанија Синохидро, која повеќе часови ги расчистуваше одроните и големите наноси од водата. На ова место позади мене, каде што се наоѓа оваа вода, се наоѓаше привремениот пат кој што беше наменет за проток на возилата низ Фаришката клисура од Прилеп кон Градско, кој што во овој момент е комплетно поплавен. Од мојата лева страна, како што може да се забележи, механизацијата веќе работи на откопување на стариот пат Прилеп Градско, кој што беше намерно затрупан при изградбата на новиот експресен пат Прилеп Градско. Се очекува кога ќе се отвори повторно стариот пат Прилеп Градско да се воспостави нормален проток на сообраќајот на овој патен правец. Возачите, од кои што некои чекале и над 8 часа, револтирано велат дека проблемот бил што самата девијација, односно тој привремен приспособен дел од патот, бил направен скоро на ниво на реката. Велат дека стручните лица требало да предвидат дека може некогаш да се случат и вакви поголеми врнежи. Ми настане, можело пат да се направи во река, реката си била река, не може патот да биде в река. Сега реката си го направи своето, си помина по незиниот пати. Веројатно грешка е. И мал одвод на цевки имаше клаено, по 2 цевки од страна има клаено. Колку да истеква водата, ама тука ова надојде водата, наносе пластики, дрва, се наносе и не може да излезат низ тие отвори водата и мора да заглави да помине преку патот. Патот Прилеп Градско сега е прооден, а денеска сите граѓани кои сакаа од западна да преминат во источна Македонија или обратно, можеа тоа да го направат единствено само преку Скопје.